На правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје 16 пат се одржа ораторска вечер. Оваа година за прв пат право на учество има студенти од другите факултети при универзитетот. До финалето стигна 11 студенти од правниот и 1 студент од економскиот факултет во Скопје. За прв пат оваа година право на учество има и студенти од другите факултети при универзитетот. На надпреварот победи Никола Николовски, студент на економскиот факултет во Скопје. Здраво, Никола. Здраво. Кажи ни нешто повеќе за себе. Лака, ќе почнам најпрво со образованието. Средно образование имам завршено во Корчагин. Сега веќе е трета година поред сум на економскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Волонтер сум во Црвен крст на град Скопје веќе 6-7 година. Член сум на председателството на студентскиот парламент при Универзитетот Свети Кирил и Методи, дел од силната студентска организација под водство на Кирил Спировски. Сега ќе имаме некои активности со комисиите, значи со комисијата за маркетинг и односи со јавност. И генерално тоа е тоа што можам да го кажам за мене, а што е поврзано нели со ораторската вечер. Кога за прв пат увиде дека имаш ораторска способност? За прв пат увидов дека имам ораторска способност пред околу 3-4 години. Уште кога бев во средно, негде 3-4 година во Корчагин, таму имаше некој обид да се направи некоја ораторска вечер, слична на она што се правеше во Борис. Што те поттикна да се пријавиш на овој надпревар? Првото нешто што ме поттикни, причината поради која се појавив на ораторската вечер, не беше некоја лична промоција, туку беше да се направи нешто повеќе за студентите, за нашето високо образование, бидејќи сметам дека во последниве неколку години е дојдено на некое многу ниско ниво, токму поради фактот што во држава се појавија многу приватни факултети кои нудат нисок квалитет и со самото тоа го рушат квалитетот на универзитети како Свети Кирил и Методи и останатите државни универзитети кои имаат голема традиција и кои отсекогаш биле синоним за квалитет во македонското високо образование. Дали пред овој се учествувал на други надпревари за ораторство? Како што веќе споменав, учествував на некои обуки и на некои обиди да се направи некој надпревар по ораторство во Корчагин уште пред 4-та година кога бев, значи тоа му доаѓа негде пред 4 години. Ова ми е прво учество на ораторската вечер во Пухан. Претходно имавме обуки од околу 3-4 недели, обуки со професорите на правниот факултет, Владо Бучковски, Гоце Нумовски, Татјана Петрушевска и други, и со актерите Дејан Лилик и Бранко Ѓорчев. Мислам дека тие дада една солидна подлога за некој што планира да се занимава со ораторство. Кажи ни нешто повеќе околу темата. Која беше основната порака која што сакаше да пренесеш со оваа тема? Темата се викаше инфлација на дипломи и основната порака и причината поради која се пријавив на надпреварот за оратори беше токму таа да се сопри инфлацијата на дипломи која поттикнува главно од приватните факултети, а тоа е поради повеќе причини. Најпрво значи со појавата на приватните факултети во Македонија може буквално секој што има пари да плати да земе диплома за високо образование, потоа со самиот тој факт државните универзитети во Македонија, пред се Универзитетот Свети Кирил и Методи со најголема традиција, го намалува својот квалитет од проста причина, или за да не се одлеат студентите во приватните факултети, потоа на пазарот на труд сите ние што студираме економија, право или што и да, се намалува нашата вредност, нашите плати се намалуваат, токму поради тоа што има голема понуда на економисти и правници што и да, потоа и други некои фактори кои влијаат на сето ова, значи професорскиот кадар исто се деградира нивната работа. Што после победата? Дали планирате да преземете некои акции? Се разбира, како што вчера споменав на денот на македонските студенти, пред министерот за образование и пред ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, како и пред претседателот на студентскиот парламент Кирил Спировски, јас лично планирам да покренем иницијатива до студентскиот парламент. Искрено се надам, бидејќи јас сум член на претседателството на студентскиот парламент, се надам дека ќе најдам на поддршка од претседателот Кирил Спировски. Тој веќе покажа заинтересираност за да промениме некои работи. Нашето високо образование овој период е дојдено до колапс. Значи има буквално хиперинфлација на дипломи во држава. Ние планиравме, вчера споменав дека приватните факултети, дека е дојдено времето кога приватните факултети треба да одлучат или ќе се реформираат и ќе понудат квалитетно високо образование, или ќе продолжат да печатат дипломи, ќе заменат во историјата. Какво е чувството да се победи во конкуренција на 11 правници, чија што професија неминувано бара да бидат добри оратори? Чувството е прекрасно. Јас морам тука да споменам дека јас можеби сум добар оратор, но на правниот факултет имало и има подобри оратори од мене. Мислам дека главната причина поради која што ја победив на надпреварот беше пораката што сакам да ја пренесам, бидејќи јас верувам во тоа што го кажав.
Таа порака мислам дека треба да ги допре сите студенти и веќе ќе ги допре веројатно и професорите заедно преземеме некои акции да го реформираме нашето високо образование. Кои македонски политичари според тебе се добри оратори? Интересно прашање. Значи без разлика на мојата политичка определеност, дали е лево или десно, според мене како би морал да направам некој рангирање на лидерите на најголемите 4 политички парламентарни партии во Македонија, дефинитивно на прво место би го рангирал Бранко Црвенковски како според мене најдобар оратор во Македонија. Потоа тука негде доаѓа и Никола Груевски кој е исто така солиден оратор. Потоа би кажал од албанскиот политички блок Али Ахмети исто така добар оратор. Тачи исто не е лош, значи тоа се добри оратори. Сите политички лидери во Македонија мислам дека поседуваат ораторски способности, токму поради тоа и се лидери на големи партии. Исто така Андреј Черновски морам да го споменам и тој е исто солиден оратор. Но се разбира, на прво место мислам дека е Бранко Црвенковски како според мене се издвојува на некој начин како најдобар оратор. Кои се твоите планови за во иднина? Моите планови за во иднина, па не знам, искрено сега планирам да направиме некоја иницијатива поврзана со ораторската вечер. После победата да направиме некоја иницијатива за да се обидеме на некој начин да ги промениме нештата. Тука ќе искористам една убава реченица на Константин Битраков, учесник на ораторската вечер. Тој на крајот од својот говор кажа ако не можеме да ги промениме нештата, можеме да бидеме потик за тие да се променат. Искрено верувам во таа мисла и верувам дека ќе успееме сите ние заедно студентите и професорите со поддршка на студентскиот парламент и Кирил Спировски како претседател на студентскиот парламент. Искрено верувам дека ќе успееме, ако не да ги затвориме приватните факултети, барем да се обидеме да ги натераме да се реформираат на некој начин и да престанат со буквално печатење на дипломи.